Здраво, деца! Јас сум учителка Вики од градинката 8 март од Скопје. Се надевам дека сте добри. Се надевам дека добро ви поминува вашето слободно време. Денеска сакам да ви раскажам една приказна, а приказната се вика Кукичка. Слушајте внимателно. Во шумата се имало една кукичка. Кукичката била убава и еден ден низ шумата се шетала глувчицата Грицка. Ја догледала глувчицата, кукичката, и се допаднала и се запрашала. Да видам дали некој живее во кукичката. Тропнала на вратата. Куќо, кукичка, кој живее тамо? Запрашала глувчицата. Ама никој не одговорил. Глувчицата си влегла и си почнала да живее во кукичката. Поминало некое време, низ шумата се шетала жабата крекачка. Кре, 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 леле, колку убава кукичка, рекла жабата. Да видам, кој живее тамо? Тропнала жабата на вратата и прашала. Куќо, кукичке, кој живее тамо? Од кукичката излегла глувчицата Грицка и вели: Јас сум глувчицата Грицка, а ти која си? Кре, кре, јас сум жабата крекачка. Глувчицата и рекла: Повели, дојди со мене да живееш. Жабата влегла во кукичката и почнале заедно да си живеат. Поминало некое време и низ шумата се шетал зајакот Бајо. Јас догледал зајакот кукичката и си рекол: Леле, леле, колку убава кукичка, многу ми се допаѓа. Да тропнам на вратата, да видам кој живее тамо. Тропнал, деца, зајакот на вратата на кукичката и прашал: Куќо, кукичке, кој живее тамо? А од кукичката му одговориле: Јас сум глувчицата Грицка. Кре, кре, јас сум жабата крекачка. А ти кој си? Го запрашале. Јас сум зајакот Бајо. Дојди со нас да живееш, го поканиле. И зајакот влегол во кукичката и почнале сите заедно да си живеат. Поминало некое време, а низ шумата се шетала лисицата Итричка. Ја догледала лисицата кукичката, многу и се допаднала и си рекла: Леле, колку убава кукичка. Да тропнам јас на вратата, па да видам кој живее тамо. Тропнала лисицата и запрашала: Куќо, кукичке, кој живее тамо? А од кукичката и одговориле: Јас сум глувчицата Грицка. Кре, кре, јас сум жабата крекачка. А јас сум зајакот Бајо. А ти која си? Ја запрашале. И јас сум лисицата Итричка. Дојди со нас да живееш, ја поканиле лисицата. Лисицата влегла во кукичката и почнале сите заедно да си живеат. Поминало некое време и низ шумата се шетал волкот Сивоушко. Јас догледал волкот кукичката, му се допаднала и вели: Леле, кој живее во оваа убава кукичка? Да тропнам и да видам. Тропнал волкот на вратата. Кој живее тамо? А од кукичката му одговориле: Јас сум глувчицата Грицка. Кре, кре, јас сум жабата крекачка. А јас сум зајакот Бајо. А јас сум лисицата Итричка. А кој си ти? Го запрашале волкот. Јас сум волкот Сивоушко.
Дојди со нас да живееш, го поканиле и волкот. Волкот влегол во кукичката и сите заедно почнале да си живеат. Поминало некое време, а низ шумата се шетала дебелата мечка. Иде мечката низ шумата и ка дум, леле, колку убава кукичка. А да тропнам јас и да видам кој живее тамо? Тропнала деца мечката на кукичката и прашала: кој живее тамо? А од кукичката ја одговориле: јас сум глувчицата Грицка. Јас сум жабата Крекачка, кре. Јас сум зајакот Бајо. А јас сум лисицата Итричка. Јас сум волкот Сивоушко. А ти кој си? Јас сум дебелата мечка. Дојди со нас да живееш. Ја поканиле мечката. Се обидувала деца мечката да влезе. Се обидувала да влезе низ вратата, ама не можела. Се обидувала да влезе низ прозорот, исто така не можела. И тогаш рекла: јас ќе живеам на покривот. Немој, рекле животните. Ако се качиш на покривот, ќе смачкаш целата куќа, ќе се сруши. Мечката рекла: нема. И само што се качила деца мечката на покривот, целата куќа се смачкала и се срушила. Едва и успеале од кукичката да излезат сите, и глувчето, и жабата, и зајакот, и лисицата, и волкот. И после, што мислите? Што се случило? Па знаете ли, деца, што? Па сите заедно, и глувчето, и жабата, и зајчето, и лисицата, и волкот, и мечката направиле една нова кукичка, многу поголема и поубава од претходната, и сите заедно си живееле среќно и весело во таа нова кукичка. Се надевам, деца, дека ви се допадна приказната што ви ја раскажав. Знаете што? Во вашето слободно време можете, ако сакате, да нацртате оваа кукичка. Може да направите кукичката од коцки, а може и да нацртате некое животно кое што ви се допадна од приказната. Глувчето, зајчето, лисицата, волкот, мечката, па може и сите заедно. Дечиња, ви посакувам се најдобро и се гледаме во некоја следна прилика. Довидување!